Audio Jungle. Почитувани гледачи, добар ден. Добро дојдовте во најновото издание Време за здравје. Вторничко практично дружење за во среда, кое што го реализираме на фреквенцијата на телевизија Стар 15 часот и 55 минути. И следниве 40 на минути предвидени токму за вашето здравје. И нормално уште еден соговорник во овој циклус на емисии кој што ќе успее да ја долови една од најактуелните теми во последно време, а се однесува на стерилитетот. Може би, малку представува и како табу тема, но затоа сме овде ние да ги доближиме сите проблеми до пошироката јавност, да објасниме дека секогаш споделената мака е помала, а споделената радост многу поголема. Практично за маката и за она што се вели поголема радост може да го поврземе и со инвитро оплодувањето. Ова е една од најголемите специјалности кога е во прашање приватната болница Плодност во Битола. Гинеколошко-акушерска болница, центар за инвитро оплодување со плюс педиатриско оделение, што значи дека буквално за секого по нешто, би рекла кога е во прашање женската популација, но со оглед на тоа дека денеска зборуваме за стерилитетот, ова може да ги тангира и припадниците од посилниот пол. За да не зборувам јас премногу со оглед на тоа дека сме ограничени со овие 40 на минути кои што ги имаме на располагање, веднаш ќе го представам мојот денешен соговорник со тоа што ќе кажам дека телефонската линија на Време за здравје повторно е вклучена, отворена за сите ваши прашања и повици. Свртете 032 повикувачки број за Штип 386 705. Ова е телефонскиот број каде можете да го поставите вашето прашање. А сега на моје огромно задоволство, добар ден и добро дојдовте во студиото на телевизија Стар на доктор Таше Трпчевски, кој што е субспецијалист гинеколог акушер. Добро дојдовте уште еднаш. Добро ве најдов, ви благодарам за поканата. Навистина е задоволство што дури од Битола дојдовте во Штип и цела источна Македонија да ја запознаете со вашата дейност кога е во прашање гинекологијата, акушерството, со оглед на тоа дека сте меѓу првите и за сега најуспешни кога е во прашање инвитро оплодувањето. А плюс имате и оделение за педиатрија. Навистина доста широка дейност опфаќате, а имате пациенти од цела Македонија, не само западниот дел, а ако кажам и надвор од границите на нашата земја, воопшто нема да ја погрешам, со оглед на тоа дека доста пациенти доаѓаат од Албанија и Грција, барем според моите сознанија. Дали сум во право? Па добро, ви благодарам за поканата. Морам да ви кажам, јас сум воодушевен од првото доаѓање во Штип, пријатно изненаден од патот кој што ме водеше кон Штип, за разлика од Битола, кој што е многу полош пат. Сообраќајно вие стоите во Македонија многу добро. Блиску сте до Рим, односно до Скопје, вие сте во центарот на Македонија и со оглед на индустријскиот развој на Штип, мислам дека Штип веќе ја премина Битола. Ни фалите да ви имаме и вас како плодност во Штип, па ќе бидеме целосни, може? Па не е лошо и да отвориме болница во Штип. Дај Боже. Шала насана, доволна е таа болница која што имам во Битола. Инаку ние перзистираме веќе 6-та година, 5,5 години, од 6-та година. Битолската болница Плодност Битола, значи е специјална болница за гинекологија и акушерство, воедно и в центар за хумана репродукција, болница која што се занимава со специјално за гинекологија и акушерство. Имаме и педиатриски оддел, неонатологија и одделение за прегледи на педиатриски деца. Идејата моја беше да останам специјална болница, бидејќи мислев дека така ќе постигнам најдобри резултати, без да се распленувам и проширувам други струки како што е хирургија, урологија, интерна и така натаму и така натаму. 25 години имате работено во државна клиника, потоа 6 години во приватна, а на крајот се решивте и вие сам да отворите своја болница. Така, јас знаејќи ги состојбите во државното здравство и сите оние случувања кои што се
значи избиднувања кои што се случуваја во државното здравство, во кое што јас предничев со моето знаење, пратењето на науката и така натаму, видов дека не можам да ги задоволам своите потреби, се одделив од државното здравство, отворив приватна ординација во која што воведов инвитро оплодување, со кое што станавме предпознатливи не само во Битола, во Македонија, туку и надвор и пошироко она што рековте од Македонија. Ние станавме бренд за Битола, стануваме бренд за Македонија, бидејќи се поголем е број на пациентите кои што ни доаѓаат од другите држави, тоа се наши пациентки, односно наши сограѓани кои што слушнале за нашата болница, слушнале за нашите резултати, доаѓаат од Соединетите Американски држави, доаѓаат од Австралија, доаѓаат од соседна Албанија, од Србија и така натаму. Така да задоволството е големо не само за мене, туку и за целиот тим од 80 вработени. Работиме на површина од 2500 квадрати, имаме повеќе одделенија, одделение приемно, одделение за диагностика, одделение за гинекологија, одделение за акушерство, интензивна нега, одделение за оперативно одделение, педиатриско одделение, дневна болница, работиме 24 сати за кроз 7. Благодарение на нашата успешна досегашна работа, благодарение на сите оние постапки, процедури и операции што ги извршуваме во нашата болница, мислам дека достигнавме едно ниво, односно стекнавме таков багаж да сега јас можам слободно да излегувам на телевизии, да ги изнешувам нашите искуства, нашите резултати и така натаму и така натаму. Меѓутоа најголема сатисфакција досегашна за мене и за сите нас вработени представува акредитацијата. Акредитацијата, следното прашање, на што се должи таа акредитација, кому му се доделува и кој е нели придонесот за вас како приватна болница, па и за пациентите? Акредитацијата значи оценување на квалитет на работата на една установа или в конкретно случај, бидејќи се работи за здравствени услуги на нашата, односно на било која болница или било која здравствена установа или акредитација на било која друга установа што се занимава со друга дејност. Од неодамна во Македонија Министерството за здравство воведе, односно воведува се уште акредитација на или оценување на квалитетот на работата на болниците или другите здравствени установи, со кое што ќе се оцени квалитетот на работата на самата болница, односно за тоа доаѓа комисија, односно агенција, која што го утврдува квалитетот на работата преку соодветна надзор на нашата работа. 3 дена престојува комисијата во болницата и од секој аспект ја посматра работата во болницата, почнувајќи од сите оние процедури кои што ги обуваме, од прегледите преку приемот на пациентите, хигиената, начинот на одржување на апаратурата, оперативните сали и така натаму и така натаму. Значи, акредитацијата го офаќа целокупен обем на работа во самата болница и ако вие веќе сте акредитирани, тоа значи дека ги исполнувате условите за работа. Посебно чест ми е мене и задоволство со тоа што ние добивме акредитација за 5 години и тоа е многу голема работа. Комисијата која што агенцијата дојде да не акредитира, имаше намера да не акредитира за 3 години, односно за 1 до 3 години. Меѓутоа, кога увиде дека некоја друга установа во Македонија добила акредитација за 3 години, а виде дека постои едно скалило поголемо во однос на оние што добија од 3 години и ни ја додели таа акредитација за 5 години. Тоа е, значи, за нас огромна обврска и мотив за работа, меѓутоа и обврска да се одржиме барем на ова ниво на кое што сме, а тоа подразбира остварување на нашите стратешки планови, примени на нова технологија постојана, пратење, едукација
и така натаму и така натаму. Меѓутоа да не одолговлечувам, немаме многу време. Денеска мислам дека ќе го привлечиме многу вниманието ке нашите гледачи, бидејќи се работи за една многу интересна тема. Тоа е темата на неплодноста, која што од секогаш била актуелна и ќе остане, била во минатото, сега е актуелна и ќе остане во иднината. Така. Овде само би сакала да ве запрашам за лапароскопските операции кои што ги извршувате. Малку да ставиме акценти на тој дел, па подоа ќе се префрлиме на денешната тема која што ние сме исто така, значи покрај инвитро плодувањето и сите оние процедури и постапки во хуманата репродукција која што ги пременуваме во нашата болница, ние применуваме и лапароскопска хирургија. Така, Јас сум пионерот на лапароскопската хирургија. Јас прв ја воведив во Македонија како хирургија на гениталните органи и ние денеска можеме да се пофалиме дека предничиме во оваа област. Што значи лапароскопска хирургија? Тоа значи дека низ 3 мали или 2 отвори на стомакот на жената вршиме најразлични операции, дури и вадиме матки. Лапароскопијата има огромна предност над отворените операции, бидејќи пациентите имаат само еден ден хоспитализација, тие веќе се мобилни после неколку сати и наредниот ден ја напуштаат болницата. Да не зборувам за примената на репродуктивната хирургија во областа на стерилитетот. Значи, сите операции ги извршуваме лапароскопски или ние класичните операции ги заменавме во 70%. Наместо класични операции, каде што денеска во некои болници се работат и 100%, ние во 70% ги заменавме со лапароскопски операции, што е голема предност за пациентите и секако дека е за нас голем имидж и сатисфакција на она што сега што се на малите екрани, гледате како ни гледаме на екран, а сме во утробата на жената, се оперира преку овие инструменти, преку стомакот на жената се вметнуваат од водупчиња мали 5 мм, 2-3 инструменти и со нив фактички буквално ги извршуваме сите операции во гинекологијата. Так. Тоа се операции на иднината. Мислам дека дојде време кога полека ќе се напушта класичната хирургија и во огромен процент, како ние денеска, 70% од процедурите или оперативата ја користиме таа лапароскопска хирургија. Така. Овде никаде ќе потсетам дека сите гледачи кои што сакаат да постават прашања поврзано со сите овие дејности кои што нели се спроведуваат и се изведуваат во приватната болница плодност, гинеколошко акушерско место, значи центар за инвитро оплодување со педиатриско оделение, слободно можете да се вклучите во време за здравје на 032 386 705. Темата која обработуваме денеска со доктор Таше Трпчевски, кој што е субспецијалист гинеколог акушер, е насочена кон неплодноста, односно кон стерилитетот. Докторе, според вас, што покажува статистиката и според оние пациенти кои што ги имаате на оделение? Колку е застапен стерилитетот во Македонија? Па вака, стерилитетот, вие викате стерилитет, обично викам неплодност, има разлика меѓу стерилитет и неплодност, или на латински се вика инфертилитет. Инфертилитет значи или неплодност, значи времена состојба, а стерилитет значи дефинитивна состојба. Значи кога жената воопшто не може да конципира. А инфертилитет или неплодност значи дека жената има една времена ситуација, времена состојба која не може да забремени, меѓутоа во иднина таа има шанси да забремени. И оттаму би сакал да го користиме поимот неплодност. Значи тоа е поадекватен термин, меѓутоа нема да смета на гледачите да го користиме и во тој жаргон или тој назив кој што кај народот е познат како стерилитет. Инаку неплодноста е субјект од светски интерес, тоа е многу важен во истражувањето и испитувањето кај жената, од многу аспекти тој е многу битен, сакате од филозофски, сакате од економски, сакате од социјален аспект. Се мисли дека денеска во светот околу 85 милиони до 100 милиони парови страдаат од стерилитет. Кај нас во Македонија се мисли дека во ова време
се лечат околу 8 до 10.000 парови од стерилитет. Или, поинаку кажано, во однос на парови, секој 6 до 7 пар страда од неплодност, меѓутоа, со оглед на новиот начин на живење, новиот концепт на живење, со оглед на влијанието на околината, она стресна ситуација на која што конкретно кај нас делува, еве политиката, да ја земам за пример, во тој еден променет тензичен амбиент, се предпоставува дека можеби и секој трет пар ќе биде неплоден. Инаку не објаснав што значи неплодност. Неплодност значи кога парот не може да конципира, односно нема можност за раѓање на дете во рок од година дена. Значи во рок од година дена без користење на контрацептивни средства при редовни сексуални односи. Се представува прашањето зошто во рок од година дена или 12 месеци. Не постои некоја биолошка законитост за тоа, меѓутоа авторите, односно стручњаците, одредиле дека е тој тајминг или период доволен за да 85% од паровите добијат концепт, односно жената во 85% во рок од година дена би требало да забремени. И се остава лимит кога доаѓаат кај нас паровите за лечење, обично му викаме чекајте, стрпете се, нека помини година дена, после година дена ќе почнеме со испитувањето. Меѓутоа, ако жената е постара од 35 години, заради намалување на незината оплодна моќ или незиниот оплоден потенцијал, тогаш во тие случаеви, после 6 месеци, почнуваме неплодност со испитувањата. Така, а што содржат тие испитувања веќе кога ќе дојдат паровите кај вас? И реално, дали навистина доаѓаат парови како пар, се жалат дека не можат да добијат потомство, или се случува да дојде само жената? Затоа што никако ми се чини дека се уште го имаме тоа табу дека жените се виновни зашто се немаат репродуктивна способност и се обвинувани од страна на општеството, а никако се заборава на машката популација. Така, значи, меѓутоа, видете што се случува. Во последно време мене ме радува фактот, од она што јас секојдневно го гледам, дека паровите доаѓаат заеднички. Значи, помина времето кога само жената доаѓаше за преглед, мажот седеше дома и викаше на жената, види ти што ќе направиш, потоа ако треба јас ќе дојдам или не сакаше да доаѓа. Значи, се менаја времињата, сега паровите доаѓаат во главном заеднички и мажот и жената, без разлика на тоа дали се во брачна или во мрачна врска. Тоа е добро. Значи, стерилитетот не е повеќе табу тема, инфертилитетот или неплодноста, меѓутоа, можеби откако ќе се оствари концепција со примената на методите на инвитро оплодување, можеби дел од нив не кажуваат на други, таквите се помалку, тоа е тоа табу, да не дознаат другите, меѓутоа мислам дека се поотворени во ерата на ова современа технологија, луѓето кон себе и дека се доверуваат едни на други, па ако кажат дека некоја видела помош од некаде со таа и таа метода, не верувам дека некој од тие парови ќе бидат себични и да не го пренесат тоа позитивно искуство на другите, макар да сум имал случаеви кога многу од паровите и не кажуваат. Иначе во однос на испитувањето, вообичаено тоа е една цела програма со која што треба да се започне со испитување, почнувајќи прво, јас секогаш викам, кога испитуваме, треба да го исклучиме машкиот фактор за стерилитет и секогаш викам, она што треба да се направи испитување на машкото семе преку така наречена метода која што се вика испитување спермограм. Преку него ние ќе анализираме не само бројот на сперматозоидите, морфологијата, како ти изгледат и подвижноста на сперматозоидите. Потоа следат други испитувања кај жената, треба да исклучиме евентуално да не постои инфекција, па земаме брисови
од вагината, грлото на матката, популарните сега во последно време брисеви за кламидија, уреоплазма, кои што се многу чест причинител за неплодноста. Често пати си го поставуваме прашањето кога ќе дојде брачниот пар. Има ли оваа жена овулација? Односно, дали кај жената се случува раст и развој на фоликул, кој што ќе продуцира јајна клетка, кој што е неопходна да се оплоди со сперматозоидот. Дали прска таа јајна клетка? Може ли да се случи, например, жената да има месечен циклус, практично краварење, а сепак да нема квалитетни јајца клетки? Да, може, тоа се така наречени ановулаторни циклуси. Во 70 до 80% од случаевите, жените кои што имаат редовна менструација, имаат овулаторни циклуси. Меѓутоа, во 20 до 30% случаеви, тие немаат редовна менструација, имаат редовни менструации, меѓутоа немаат овулации и тие воглавном се ановулаторни циклуси. Жените добиваат менструација, фактички тие одржуваат вегетативната функција. Меѓутоа кај нив нема репродуктивна функција, особено тоа се случува кај постарите жени, обично ни доаѓаат за преглед жени после 45-та, 46-та, 47-та година, 48-та и бараат помош за неплодност и на нашето прашање, односно одговор дека видете вие имате 48 години, дека потешко ќе оди тоа, дека шансите за бременност се многу мали или немате шанси, нивниот одговор е, па видете, јас добивам редовна менструација. Тие ја поистоветуваат менструацијата до редовниот менструален циклус со репродукција. Така. Значи, тоа е тоа што многу од жените, мислејќи дека менструираат и во касните 45, 46, 47 и 48 години, мислат дека со добивањето на циклусот редовен, викаат дека имаат се уште шанса за неплодност или ќе слушнат од медиуми таа и таа глумица или не знам која позната особа носи бременност на 52 или 55, некоја на 60 години. Како што беше ситуацијата со Джейна Джексон на видео со тоа се воглавном жени кои што забременели, меѓутоа не со сопствена јајна клетка, со донирана јајна клетка. Јас имам жена која што забремени на 52 години и носеше близнаци. Бременоста се заврши негде во 28 недела, од Албанија беше жената, за жал не успеа да ги донесе, затоа што влезе во болеста епехагестоза и се створи висок притисок, доби висок притисок, заради кој што мораше да се прекине бременоста. Имаме трудни жени кои што се породиле во 47-та, 48-та, 49-та и 50-та година, меѓутоа да не се лажеме, тоа се жени кои што воглавно имале донирани јајни клетки, не со сопствени јајни клетки. И така да мене ми е жал што ја соопштувам оваа информација, бидејќи сега баш пред избори имав 2-3 жени кои што ми дојдоа со 48 години и добиле ваучер од Фондот за здравство, не водејќи при тоа сметка таа комисија дека таа жена на 48 години не може да има потомство, или барем за мене со сопствени зборувам јајни клетки. Не ми е познато дека некоја жена на 48, 49, 50 години добила потомство, односно родила здраво и живо дете. Имало случаеви, да останале трудни, меѓутоа воглавно тие завршуваат со спонтани абортуси. Дури никако седмо месече, како што знаеме да кажеме, народно не може да се роди. После 48 години, за мене барем не е познато дека некоја жена родила со сопствени јајни клетки. Така. Сега ќе искористам можноста да ви поставам едно прашање, затоа што читав на еден форум, велата дека некоја жена останала бремена во период додека имала сексуален однос, во период додека има менструален циклус. Значи, го има краварењето и баш во тој период останала бремена, а претходно имала проблеми со спонтани абортуси. Јас не верувам дека бил менструален циклус. Ако жената добие менструален циклус, прав менструален циклус, тоа значи чистење на незината слузница. Се одлепува ендометриумот. Се одлепува слузницата, ендометриумот, ајде да не употребам стручен назив.
значи се одлуштува, значи немате вие подлога на која што ќе се фати јајната клетка, односно оплодениот ембрион. Веројатно жените кои што прокрваруваат, веројатно се во овулаторна фаза, прснала јајната клетка, настанува пат на хормоните и тоа крварење го поистоветуваат со менструално крварење, кое што и се случува во периодот кога требало да добие менструација, а имале закаснета овулација. Тоа е тоа објаснување во главно. Не може жената да има јајна клетка здрава, а да има менструација. Значи, таа физиологија на тој циклус на стварање на фоликул, растење на зрела јајна клетка, оплодување и враќање преку јајоводите во матката, нема шанси да се заврши ако се работи за прав менструален циклус. Убаво што го објаснивме ова, затоа што реално на форумите во денешно време можеме буквално си што да прочитаме. За сето она што го имате како прашање поврзано со денешната тема или ништо од областа на педиатријата, гинекологијата, акушерството, инвитрото, секако можете да се вклучите во програмата на телевизија Стари да го поставите соодветното прашање на мојот денешен соговорник, собственикот на приватната болница Плодност во Битола и меѓу другото субспецијалист гинеколог акушер доктор Таше Трпчевски. Докторе, овде мислам дека накратко треба да ги објасниме и причините кои можат да доведат до неплодност кај жените, но и еве со оглед на тоа дека рековте дека нели неплодност и стерилитет не е исто, што може да доведе до ситуација да се дијагностицира траен стерилитет кај една жена. Па многу бројни се причините и кај жените и кај мажите. Обично кога зборуваме за причини на неплодноста, не треба да ги двоиме мажот од жената, значи како партнери. Секогаш треба да зборуваме за целина, бидејќи проблемот е заеднички. Значи, и често пати кога доаѓаат паровите, кога ќе ги прашам парови кои што имаат искуство со неплодност, на моето прашање каде е проблемот, многу од нив ќе кажат кај мажот ми, другиот ќе каже не, и кај не е проблемот. Изгледа дека ќе мораме да подоцна да одговориме на ова прашање со оглед на тоа дека имаме вклучување од наш гледач. Добар ден, вклучени сте во програма Вашето прашање, ке ве молам. Добар ден. Добар ден. Поздрав до емисијава и до докторот, вашиот гостин. Посебно ме радува што вака тој се решил да дојде во Штип да ни го пренесе неговото искуство за прекрасната работа што ја обавува тој и неговата екипа. Доктора ме интересира дали после нашата болница има и други болници во Македонија кои работат работата што вие работите. Можеби не толку во такав обем. Меѓутоа ја мислам дека во Штип има еден доктор ординација органџиска, ако не се лажам, кој исто така врши инвитро плодување. Дали такви амбуланти или како да кажам, оделени има во Македонија повеќе и како вие меѓу себе соработувате? Бидејќи секоја соработка, макар нека трае минутка две, ќе донесе нешто ново. Пренесување на искуството, пратење на најновите достигнувања во светот, во област, а за доброто на сите пациенти. Благодарам однапред одговорот, ве молам. Благодарам за вашето јавување. Како јас не го разбрав? Практично дали би соработувале, дали соработувате ординациите низ Македонија и болниците кои што се занимаваат со иста област кога е во прашање инвитро оплодувањето? Ние како асоциација за гинеколози и акушери, односно асоциација во која што сум и јас дел од тимот вклучени во асоциацијата за инфертилитет, имаме одредени состаноци во кои што изнесуваме наши податоци и искуства, другите болници или ординации исто така ги изнесуваат нивните искуства и на тој начин ја остваруваме врската. Иначе некои лични контакти по телефон и договарања до сега не сме имале. Значи на она место каде што треба да се изнесуваат тие резултати и искуства и практично ги изнесуваме на нашите симпозиуми, конгреси и така натаму и така натаму.
Овде ќе се благодарам на нашиот гледач што се вклучи во програма. Нормално 032-386-705 е телефонскиот број кој што е отворен за вашите прашања поврзани со гинекологијата, акушерството, инвитро оплодувањето и областа на педиатријата, со оглед на тоа дека сите овие оделенија се дел од приватната болница Плодност. Доктор Ташевски, започнавме да одговарате на она прашање кое што се однесуваше за причините за неплодност и причините за стерилитет. Така, рековме дека не треба да ги одвојуваме причината кај мажот и жената, бидејќи секогаш кога се зборува за неплодност, се мисли неплодност на парот, а не на неплодност на мажот или жената. И нешто сакав да кажам дека многу пати кога доаѓаат пациентите на преглед, како да се обвинуваат еден со друг или полесно ќе му стане на едниот партнер кога ќе разбере дека причината е кај едниот отколку кај другиот. Јас секогаш им кажувам дека проблемот е заеднички и треба да го решаваме како проблем за парот, не за секој поединечно. Како и да е, причините, ако зборуваме за жената, од дидактички, прогностички или тераписки аспект, зборуваме за жената или од истиот аспект зборуваме или за мажот. Зборуваме, фактички, ако зборуваме за жената, причините можат да бидат многу струки, почнувајќи од оние генетски малформации, анатомски малформации на вагината, за отсутност на вагина, преграда на вагина, на грлото на матката анатомски малформации, на шуплината на матката, каде што се јавуваат прегради или септуми, разни тумори во шуплината на матката, полипи, миоми, до отсуство на јајоводи и разни синдроми, до отсуство на јајници и така натаму. Причините можат да бидат метаболни, можат да бидат хромозомски и така натаму. Како и да е, без разлика на која ќе биде причината, ние треба да почнеме што побрзо, и тоа ни диктира фактички. Откривањето на причината ни ја диктира и методата и постапката со која што ќе треба да ја примениме за терапијата, да ја примениме за лечење на таквите парови. Или спротивно на тоа, кај машките. Кај машките причините можат да бидат многу бројни, почнувајќи од оние на ниво на тестиси, заради продукција на сперматозоиди, било заради воспалителна компонента или хромозомски аномалии, генетски аномалии, причини пред тестисите, викаме причини кои што доаѓаат од мозокот, кога мозокот не праќа доволно сигнали на тестисите, така наречени состојби на хипогонадотропен хипогонадизам, тумори, цисти во мозокот кај мажите и посттестикуларни, причини после тестисите, кога страдаат од водните и акулаторните органи, односно патишта, кога се запушуваат и тие резултираат во така наречената азоспермија или отсуство на сперматозоиди кај мажите. Причините кај мажот и кај жената се мултифакторијални и така да може да бидат многу бројни, меѓутоа во многу пати, во многу од случаевите, причините се и непознати. Во едно 10 до 15% од случаевите имаме непознати причини за неплодноста и многу од паровите кога ќе дојдат на преглед, кога ќе ги запрашам која е причината од досегашното лечење, што ви кажале другите доктори, одговорот дека причина не е откриена. Имаме и такви случаеви кога медицината можеби не го задала својот завршен збор и тие случаеви ќе останат и понатаму енигма. Например, порано не знаевме дека постои бактерија кламидија, која што од 37% е одговорна за како инфективен фактор за неплодност. И тоа сега се откри кламидијата. Или, например, во последно време имаме ДНА фрагментација во главата на сперматозоидите. Тоа е една метода која што е дополнителна метода со која што ги откриваме причините за неплодност. Таа метода ние ја применуваме единствено во Македонија, особено кај машкиот фактор,
и со таа метода решаваме многу дилеми. Дали треба да се подвргне парот на инсеминација или мора да оди директно на оплодување вонтелесно, иако се работи за нормален спермограм. Значи, еве можност да дел од тие кои што порано биле третирани или крстени како причини од непознато потокло или идиопатска неплодност, сега да откриеме друга причина, дека причината била таа ДНК фрагментација во главата на сперматозоидот, кај мажи зборувам со нормален спермограм. А дали вршите замрзнување на сперма? Еве од ред други... Во склоп на постапката за инвитро оплодување е и замрзнувањето на сперма, кој што го, односно на јајни клетки и замрзнување на ембриони. Ние имаме лабораторија за специјално дизајниране за таа постапка и не само што замрзнуваме со така наречена спора постапка, ја вршиме и новата метода која што се вика витрификација, која што е многу побрза. И сега морам да ви кажам дека откако се сменаја протоколите на стимулација на жените, кај жени кои што добива така наречена хиперстимулација со цел да го избегнеме тој синдром, да не добие жената непријатни состојби на потекување на јајниците, ние не ги враќаме оплодените ембриони во тој циклус кај жената, ги замрзнуваме, а потоа во некој нареден циклус ги враќаме и успешноста на постапката веќе е 60-70%. Многу подобра и отколку при овој актуелен стимулиран циклус. Рековте дека на постарите жени им е доста попроблематично да останат бремени, а што со мажите? Дали и нивните години влијаат врз репродуктивното здравје? Она што важи за жените, важи и за мажите. Оплодната моќ кај жените трае 15 години. Значи, репродуктивната моќ. Кај мажите трае дупло повеќе, 30 години. Тоа е како резултат на тоа што гаметогенезата, стварањето на јајните клетки и на сперматозоидите е различно кај мажите и кај жените. Кај жените интраутерино, во текот во утробата, кога се створи женско чедо, фетус, тоа добива одреден број на јајни клетки. И тоа е дефинитивен, завршен збор на природата. Со тој одреден број околу 400.000 се пораѓа женското чедо, за да во животот постојано ги троши тие јајни клетки. Што се случува? Кај мажот, напротив, сперматогенезата, стварањето на машки сперматозоиди е константен процес. Значи не е ограничен. Нон-стоп се обновуваат и се ствараат сперматозоиди и затоа мажот има поголем оплоден потенцијал, попотентен. Додека кај жената репродукцијата негде угаснува и се завршува после 45-тите, мажот може да биде плоден и до 80-тите години. Макар да докажано дека после 55-та година дупло ќе се намали потенцијата или квалитетот на семето, бројот на семето, подвижноста и морфологијата, меѓутоа мажот може да биде плоден и до 80-тите години во однос на жената, каде што репродукцијата завршува после 45-та, 6-та, 7-та или 8-та година. Така. Докторе, со оглед на тоа дека се ближиме кон самиот крај, би сакала само да прашам што се случува со младите жени. Дали и тие можат да бидат неплодни, кои се причините со оглед на тоа? Нели, ако веќе дојде пациентка со 40 години па нагоре, ќе знаеме дека и годините си го прават своето. Така, но што е со помладите? Дали од пракса... За жал, денеска се среќаваме многу често и односно често наши пациенти се млади брачни парови кои што го имаат овај проблем. Веќе за старите е јасно дека причините се абнормалните јајни клетки кои што се во многу висок процент, така наречени анеуплоидични, ненормални јајни клетки. Меѓутоа, кај помладите денеска еве една од причините сексуално преносливите болести
кои што можат да направат обструкција на јајоводите, на одводните канали на жените. Значи, тоа е една од причините. Друга причина е се поголемата импотенција кај машките парови, особено Зошто? Па Може би од консумирањето на алкохол, не знам, најверојатно од дроги, пушењето, цигари. користењето на кофеини, теини, пушењето, еве машките кои што се повеќе користат стероиди заради нивниот подобар физички изглед. Се чини барем по мене дека мажите ја платија скапата цена на новиот начин на живење. Значи, овој стресоген момент, тензичен момент, состојба за докажување по секоја цена на работа или било каде, сето тоа се или влијанието на таа околина, пестицидите, ГМО исхраната, сето тоа доведува до во една ваква ситуација да многу од младите брачни парови страдаат од неплодност. Така, докторе, со оглед на тоа дека имаме уште минута-две до крајот на емисијата, дали ќе имате некоја порака до сите наши гледачи или да кажеме нешто за крај? Некако времето многу брзо ни помине, јас имам многу работи да кажам. Ја зачнавме темата за инвитро оплодување, тема по која што сме ние многу предпознатливи, имаме неверојатен успех. Викам дека секоја втора жена која ќе дојде кај нас е бремена. Ние со тоа можеме да се гордееме како установа, затоа сме и предпознатливи. И ние го лекуваме комплетно целиот овој стерилитет, применувајќи не само конзервативни, применуваме хируршки методи и ги применуваме методите на инвитро оплодување. Значи, имате се во едно. Значи, специализирана установа за лечење на неплодноста. Меѓутоа, оние кои што имаат искуство со неплодноста, можам да им кажам дека не треба да се откажуваат од лечењето, без разлика на тоа колку имаат стаж, дека секогаш имаат шанси да забременат тие жени и дека треба да бидат упорни, треба да бидат упорни и да му веруваат на лекарот на кој што ќе доверат своите емоции или таа состојба што ги тишти. Не треба да ја слушаат околината и секогаш да ја користат својата интуиција каде ќе одат. Значи, многу битна работа. И да го одберат нормално правиот лекар, лекар кој што има добар успех во оваа област, бидејќи доколку одат кај нестручни лица кои се занимаваат со оваа област, само уште повеќе ќе добијат фрустрации и одвратност кон лекувањето. Мислам дека се уште инвитро методата, која што е доста скапа, ќе остане и понатаму како метода која што треба да се негува и се додека не се измисли друга метода. Значи, моја порака од моје лично искуство е за брачните парови кои што го имаат ова проблем да не се откажуваат никогаш, да бараат секогаш второ мислење, бидејќи раѓењето на бебето може и тука некаде е блиску до нив, само треба да се потрефи, така да кажам, моментот кога тоа ќе се случи. Имам многу примери да ви кажам од моје животно искуство. Долгогодишни неплодни со жени, односно парови со со повеќе од 10, 15, 20 години сме успеале да ги излечиме и мислам дека надеж се уште постои, надежта треба последна да умира, меѓутоа треба да дојде денот кога ние, заедно со Господ, ќе им помогнеме на сите тие брачни парови, а сите оние кои што ја добериле своите чувства, емоции кон лекарот, треба да го почитува, затоа што сите доктори кои што се занимаваат со оваа област сакаат да го вложат максимумот со тие брачни парови и ги споделуваат нивните таги и радости заедно со нив. Мислам дека тоа треба да го почитуваат и да бидат стрпливи и да не ги обвинуваат лекарите за тоа дека ако не останат, не добијат, од прв пат или втор пат,
ако не добијат пород, бидејќи докторот не е секогаш крив, тоа ќе зависи од кондициите на жената, кондициите на мажот, и така и нели важно е да споделуваме сето она што не тишти, да можеме да го споделиме со другите, затоа што баш на таков начин можеме да дојдеме до вистинското место кое што ќе ни понуди помош, па потоа нели да споделиме убавен, радосен момент кој што ќе биде уште поголем доколку го споделиме со многу луѓе од нашата околина. Докторе, ви благодарам за одвоеното време, почитувани гледачи. Ние овде го завршуваме, го заокружуваме ова денешно дружење Време за здравје со покана за ново утре 15 часот и 55 минути, кога разговараме со примариус магистер Илчо Захариев. Зборуваме за лековитото дијство на шалфијата. Се гледаме. Audio Jungle.